Во почетокот на 2019 година, поточно на 11 јануари, по период исполнет со неизвестност дали ќе биде обезбедено неопходното двотретинско мнозинство, преговори, предлози, протести пред собранието, обвинувања од опозицијата за уцени на нивни пратеници, беа изгласани измените во Уставот врз основа на претходно постигнатиот Преспански договор, со кој новото име на државата стана Република Северна Македонија. Констатирам дека собранието го донесе Уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија. Рече председателот на парламентот Талат Джафери по гласањето за од страна на 81 пратеник. Освен представниците на владеачката коалиција и партиите на албанците, за измените гласа и 8 членови на независната пратеничка група, порано пратеници на ВМРО ДПМН и коалицијата. Со оглед на тоа дека промената на името на државата веќе со години беше единствен услов за прием во НАТО, во почетокот на февруари во Брисел, министерот за надворешни работи Никола Димитров и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг го потпишаа протоколот за влез на Македонија во алијансата. As the ratification process continues in allied capitals, we expect you to continue to pursue reforms in order to enhance your country's contribution to the alliance. For its part, NATO will continue to provide support and assistance to you. Ако за патот кон НАТО по измените на Уставот може да се каже дека се одвиваше според желбите и очекувањата, па дури и побрзо од тоа, вториот дел од пакетот евроатлантски интеграции, односно посакуваниот датум за почеток на преговорите со Европската Унија, беше во стилот топло-студено. Кон крајот на мај, по кој знае кој пат, земјава заедно со Албанија доби препорака за почнување преговори со Европската Унија. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, соопштувајќи одлуката за тоа, ги пофали реформите што се изведуваат во двете земји. North Macedonia not only continued its ambitious reform agenda, but also reached a historic agreement with Greece, resolving the long-standing name dispute. This, together with the bilateral agreement with Bulgaria, is an example of how to strengthen good neighborly relations for the entire region. It's a shining example to the other countries, and it's a testimony to the power of attraction of the European perspective. Both countries have delivered on reforms, in particular in the areas set by the Council unanimously in June 2018. On that basis, the Commission recommends that the Council opens accession negotiations now with both Albania and North Macedonia. Потоплата препорака од мај стигна студеното одлагање веќе во јуни. Имено, како што рече Хан, земјите членки на Европската Унија не ја потврдиле препораката на Европската комисија и тој жали поради тоа. Тој објасни дека германскиот Бундестаг немал доволно време да донесе заклучоци, најавувајќи од и Унијата на тоа прашање ќе се наврати во октомври. Најстудениот туж дојде во средината на октомври од Брисел, каде што по неколкудневна неизвестност ЕУ не определи датум за почеток на преговорите со Северна Македонија и Албанија, поради, како што беше кажано, ставот на некои земји, пред се на Франција, дека Унијата треба да направи реформи во нејзиниот пристап кон проширувањето со нови членки. На ова прашање Унијата ќе се наврати за време на хрватското 6-месечно председавање, најверојатно на мајскиот самит во Загреб. Оваа одлука беше повод за многу реакции во земјава, а преовладуваше тон на разочараност и изневереност, како и обвинувања од опозицијата дека власта е виновна за тоа. Реагираше и председателот на државата Стево Пендаровски. Сега не е време за разочарување, за апатија или за калкулации за добивање на ситни дневно-политички поени. Сега е време за повторно обединување околу она што ни е најважно во Република Северна Македонија. Нашата иднина и иднината на генерациите што доаѓаат. Рече тој, најавувајќи дека закажал лидерска средба и оти сите ја прифатиле поканата. А епилогот од таа лидерска средба беше договор за предвремени парламентарни избори, што ќе бидат одржани на 12 април 2020 година. Председателските избори беа одржани во април и во мај. Како што се очекуваше по објавувањето на имињата на кандидатите, во вториот круг битката за 5-годишен мандат во вилата Водно се водеше меѓу кандидатката на опозицијата Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски, зад кој застана владеачката коалиција. Кампањата главно мина во критикување на Преспанскиот договор од страна на опозицијата и истакнувањето на важноста на евроатлантските интеграции како главна поента на власта.
Со околу 52% од гласовите, победник и нов председател на државата стана Стево Пендаровски. И покрај важноста на сите случувања за кои говоревме во досегашниот тек од прегледов, сепак се чини дека најголемо интересирање кај јавноста предизвика аферата Рекет, која по неколку написи во медиумите за наводно рекетирање на бизнисмени и политичари од страна на лица блиски до власта, официјално беше потврдена во средината на јули, кога основното јавно обвинителство по поднесената кривична пријава отвори истрага за две лица кои се сомничат дека сториле кривично дело, примање награда на незаконит начин и перење пари. Во јавноста веќе се знаеше дека двете лица се Бојан Јовановски, познат како Боки 13, и бизнисменот Зоран Милевски. А имаше шпекулации дека тие го користеле влијанието на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева за да ги остварат своите замисли. Во втората половина на август истрагата за случајот Рекет беше проширена и на Катица Јанева, на која и беше одреден 30-дневен притвор. Во овој момент доказите се несоборливи дека имотната корист со која се стекнала е околу 298.000 денари, се работи за предмети во тој износ. Во наредните месеци јавноста беше бомбардирана со многу информации во врска со аферата, беа објавувани снимени аудио и видео материјали. Судењето почна на 3 декември со читање на обвинението и со излагање на одбраната и на обвинетите. Јанева и Јовановски се изјаснија дека се невини, за разлика од Милевски кој призна вина за делото за кое се товари, за што веќе идниот ден беше осуден на 3 години затвор.